Велат дека после здравјето и семејството, кариерата е трета најважна област во животот. Многумина понекогаш се наоѓаат во ситуација да не можат да го одберат својот кариерен пат, како млади, така и повозрасни. Па потребно им е насочување. Во денешното видео и интервју ќе разговараме за кариерното советување, за придобивките кои ги носи неговото потенцијално имплементирање во образованието и промената на кариерата во подоцнешните години. По тој повод, наша гостинка е господја Изабела Шков, советник за развој на кариера. Изабела, ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам за поканата и задоволство ми е што сум вечерва со вас. Така, значи да почнеме од почеток. Најчесто соговорниците прво ги прашувам за нивната професионална биографија. Па еве, дали би можеле накратко во неколку реченици да ни ја споделите вашата? Па мојата професионална биографија не е баш конвенционална, меѓутоа во денешно време не е ни многу случајна, бидејќи голем дел од луѓето веќе менуваат кариерата уште поскоро тоа што порано се случувало. Јас по професија, првата професија ми е архитект, работев неколку години како архитект и потоа сватив дека многу повеќе можам да придонесам кога работам со луѓе, бидејќи свесни сме нели што се случува во нашето општество со архитектурата, па сакав да имам професија која што директно ќе можам да помагам на индивидуи и навистина веднаш да го видам резултатот од мојата работа. И некако не случајно додека работев на еден проект за развој на бизнис идеја, ја почувствував и лично потребата од кариерно советување низ различните фази од моето образование и така случајно ја најдов Асоциацијата на кариерни советници, слушнав за сертификацијата за кариерен советник и бидејќи ги исполнував условите, ја поминав сертификацијата и се сертифицирав за кариерен советник и со тоа пополека започна транзицијата на мојата кариера. Покрај тоа што сум кариерен советник, моментално и сум при крај на завршување на мојот втор факултет за рано детство, така што навистина понатаму би сакала да истражам како кариерното советување може да ни помогне уште од најмала возраст, секако дека нема да работиме со кариерно советување со деца од предучилишна возраст, меѓутоа во таа фаза можеме да работиме на кариерно истражување, спознавање на различните кариери, бидејќи кога ќе прашаме мало дете кои кариери ги познаваш, најчесто ќе каже учител, адвокат, можеби, не знам, некој кој што ги има кариери во неговото семејство или обкружувањето, меѓутоа не се свесни кои се кариери постојат. А како што се развива општеството и технологијата, свесни сме дека се раѓаат многу нови и нови кариери, така што ќе има и текако повеќе потреба од кариерно советување во понатамошниот период. Така што тоа е некое кратко си жена мојата работна историја и професионална биографија. За нашите гледачи кои и не се баш многу добро запознаени со терминот, како на кратко или во неколку реченици би објасниле што работи советник за развој на кариера? Советникот за развој на кариера не дава совети, тоа е на првото кое што треба да го разјасним, исто така како што психологот не дава совет на својот клиент. Значи јас лично кариерниот советник го дефинирам како психолог за кариера, што значи дека ние им помагаме на нашите клиенти, дали се тоа ученици, студенти или веќе етаблирани професионалци, да ги детектираат своите вештини, нели, кои се нивните силни страни, кои се нивните слаби страни, кои вредности ги поседуваат, кои интереси ги имаат, потоа им помагаме како да го истражат пазарот на трудот и на крајот на целиот процес да можат да ги аплицираат нивните вештини на конкретни професии на пазарот на трудот. Или, доколку работиме со деца, целта е да ги истражат своите вештини и своите интереси со цел понатаму да можат да донесат самостојна одлука за тоа каде би го продолжиле своето образование. Да. Да се префрлиме тоест да се вратам повторно на професијата, што ве привлече, дадовте на почетокот, нели, како дојдовте до тоа да бидете, нели, советник за развој на кариера, но што ве привлече во суштина кон таа професија?
Од секогаш сум ја чувствувала потребата за тоа да разговарам со некој кој што е експерт во. Тогаш не знаев дека титулата на тој човек или професионалната пределба е кариерен советник, меѓутоа почувствував потреба и сама кога одлучував каде да се запишам во средно образование, каде да се запишам на факултет, да поразговарам со некој за мојата потенцијална идна кариера. Така што оттаму ми потекна идејата за кариерно советување кога сватив дека има таква професија, постои на пазарот на трудот и дека можам да се сертифицирам, бидејќи ги исполнувам условите, на вистина ми дојде како нешто природно кое што може да следи во мојата кариера. И исто така би кажала дека желбата да работам со луѓе, да им помагам на луѓе, бидејќи секогаш кога ќе завршите процес кариерно советување со клиент и го гледате почетокот и крајот, на вистина постои драматична разлика во тоа кои се личните уверувања за самиот себе си на клиентот, колку на вистина повеќе верува во своите вештини, колку е посамоуверен или посамоуверена и на колку драстично се промениле во текот на тој процес и се веќе подготвени за следниот чекор во својата кариера или образование. А сега да се насочиме кон тоа колку луѓето во Македонија се запознаени со кариерното советување и дали постои значаен интерес за барање насоки при градењето на кариера? Јас би рекла дека интерес постои, особено кај помладите генерации, исклучително заинтересирани се технички родителите на ученици од основни и средни училишта кои што веќе ја чувствуваат потребата за да нивното дете да поразговара со некој бидејќи гледаат какви се динамични промени имаме на пазарот на трудот и колку неизвестни се професиите во иднината. Значи веќе сме свесни дека најголем дел од професиите кои што се актуелни денес не ни постоеле пред десетина години, така што не ни можеме да замислиме како ќе изгледа пазарот на трудот за 10 години, а не пак за 50 години. За тоа дали има интерес и колку се свесни, би рекла дека повозрастните генерации треба на некој начин да им се објасни која е улогата на кариерниот советник, со цел нели да можат да влезат дали тие или нивните деца во процесот. А, Меѓутоа се уште не е на нивото на кое што треба да биде и на нивото на кое што нели кариерното советување е веќе во западните земји и во Америка. Врз основа на вашето искуство, дали и интересот е поголем кај по младите или кај повозрастните луѓе кога се работи за кариерно советување? Со оглед на тоа дека во последните неколку години многу интензивно работам со средношколци, со студенти и со млади професионалци, би рекла дека кај нив интересот е на вистина голем и голем дел од проекти меѓународни кои што се реализираат во државата се на тема кариерно советување, што значи дека веќе има многу голема промена од тоа што би рекла дека се случувало пред десетина години кога јас избирав понатамошна насока и интересот е многу голем, а веќе и настрана од индивидуално што бараат учениците, веќе и одредени институции препознаваат дека има потреба, па некои од училиштата дури имаат кариерни центри од претходни проекти кои што се реализирале во училиштето или одредени институции веќе даваат некаква поддршка во насока на кариерно советување преку различни проекти, што значи дека постои некакво поместување, меѓутоа се уште не е распространето на нивото на кое што би требало да биде, за да може да се постигне максимата која што ние често сакаме да споменуваме како кариерни советници, секој вработен да си го најде идеалното работно место. Секогаш кога луѓето ќе слушнат за нешто ново или нешто што им е недоволно познато, се поставува во обичајното прашање за тоа каков бенефит би имале од тоа. Па конкретно, кои се придобивките од кариерното советување? Кој е бенефитот од него? Првичниот бенефит кој што скоро секој кој што поминал низ процесот на кариерно советување може да го има е тоа што веќе на вистина сме свесни и клиентот е свесен кои се вештините
кои што ги поседува, а се барани на пазарот на трудот. Веќе ни е многу јасно дека покрај техничките вештини кои што се поврзани со конкретна професија, меките вештини се исклучително важни во денешно време. Сега, низ фазите на кариерното советување и низ различните кариерни сесии работиме на принцип на тоа да направиме на вистина процес кој што ќе биде точно поставен за клиентот кој што ја има потребата од кариерното советување. Така што да кажеме, на пример, дека на млад човек му е на вистина страв кога треба да дојде на првото интервју. Ќе работиме секако на сите други осознавање на сите други вештини, меѓутоа ќе ставиме на вистина фокус на процесот на интервју, на зголемување на самодовербата, како треба да се однесува, како треба да седи, кои прашања треба да ги постави, како треба да одговори на најчесто поставуваните прашања и се она што е поврзано или со процесот на интервју. На вистина детектираме прво која е потребата на клиентот. Она што кога иницијално разговараме со клиентот е да дефинираме која е целта на кариерното советување, значи што сака клиентот да извлече на крајот на процесот. Дали сака можеби да добие појасна слика за каде би сакал да се вработи, дали можеби сака да добие појасна слика за образовен пат или можеби сака да донесе одлука за тоа дали да продолжи на конкретно работно место или да промени работната позиција. Сега тука секако треба да разјасниме со клиентот дека кариерниот советник не ја носи одлуката, кариерниот советник е поддршка со цел клиентот да може да донесе одлука. Ние сме на некој начин огледало кое што ви помага нели да се видите најјасно што можете, за да можете да добиете целосната слика. Така. Кога некој избира кариерен пат, кои клучни фактори треба да ги земе предвид и дали има нешто вродено во нас, можеби уште од мали нозе што укажува на одредени афинитети или таленти? Секако дека таленти постојат, одредени таленти можат дури да се детектираат од многу рано кај децата, затоа кажав дека е многу важно кариерното советување да земе замав уште од порана возраст кај детето, бидејќи доколку ги детектираме талентите, а детето сака да продолжи да го истражува тој талент, кога ќе дојде ситуација веќе да одлучи за својот кариерен пат, ќе биде многу полесно. Сега, други фактори кои што треба да ги размислуваме секако е доколку сакаме да работиме локално, секако дека е местото на живење, пазарот на трудот локален или национален, меѓутоа доколку, како што и сега се случуваат промените на пазарот на трудот, доколку сакаме да работиме за меѓународна компанија, значи ништо не спречува. Она кое што треба на вистина да го земеме во предвид е кои се вештините кои што се потребни за таа позиција и кои се трендовите кои што се на повид во иднината, за да знаеме како се ќе треба да се надоградуваме низ годините, бидејќи факт е дека вештините кои што ги имаме денес, доколку не ги надоградуваме за 5 години, веќе ќе бидат непотребни на пазарот на трудот. Вистина се динамични овие промени и со цел да ги следиме, мора постојано да се надоградуваме и нели, она што секогаш го кажуваат, учење цел живот, на вистина сега треба да бидеме цел живот ученици за да можеме да бидеме конкурентни на пазарот на трудот. И она кое што секој треба да се запраше на почетокот е дали на вистина сакам да учам цел живот и што е оно кое што сакам да го учам и работам цел живот. Покрај тоа што треба да размислуваме за пазарот на трудот, секако дека треба да размислуваме и за колку сме ние подготвени да се вложиме во одредена професија. Например, доколку би сакале да избереме професија како медицина, треба да знаеме што се тоа вклучува, дека толку одредено години ќе треба да студираме, па после тоа ќе треба да специализираме доколку сакаме да специализираме и тој кариерен пат, значи е подолго траен од да кажеме некоја друга кариера каде што можеби со едногодишна сертификација или можеби неколку годишни студии можеме на вистина веќе да влеземе како активен барател на работа на пазарот на трудот. Вие споменавте дел од тоа, но еве, колку е клучно според вас децата, особено кон крајот на основното образование, да добијат кариерно насочување? Јас би рекла дека е исклучително важно дури и за децата кои што веќе одлучиле каде сакаат понатаму да се запишат. Она што е навистина важно во тој период е
на детето да му бидеме поддршка, бидејќи не сите деца од дома имаат поддршката за избор на конкретна професија, така што од нас зависи тоа дали ќе ги поддржиме за тој следен чекор. Тука не сакам да кажам дека ние треба да се косиме нели со одлуките кои што ќе ги има детето или кои што ќе ги има родителот, меѓутоа тука треба на некој начин заедно да се работи со цел најдобриот интерес на детето да излезе на виделина. И сега би рекла дека самодовербата е предизвик кај децата кои завршуваат основно образование, бидејќи се уште не се самоуверени во нивните одлуки. Најмногу треба да се работи со овие деца на детектирање на нивните таленти, на нивните интереси, на нивните вредности и креирање на некаква потенцијална кариерна визија или каде би сакале да се видат во иднина. Сметам дека тоа е клучно, да се створат некаква слика и некаква цел кон што би целеле понатаму. Важно е исто така да кажеме дека интересите се менуваат и можеби во следните 4 години за време на средното образование дел од интересите би се промениле. Меѓутоа, доколку тие се навикнати постојано да се преиспитуваат и да се прашуваат каде сум сега, каде сакам да бидам, кои се моите таленти, кои се моите интереси, кои се моите вештини, многу ќе биде полесно кога ќе дојде, нели, кога ќе заврши средното образование, повторно да поминат низ тој процес и навистина да можат да се трасираат еден кариерен пат. Знаем исто така, заборавив да го напоменам ова, дека во овој период на вистина на децата им се важни мислењата на другарчињата. Така што доколку допуштиме да се водат по тоа што мојот најдобар другар или најдобра другарка избрал во средно, ќе можеме, така се прави најчесто грешка и така најчесто се доведуваат во ситуација да се запишат во средно училиште кое што не е во насока на нивните афинитети и интереси. Врзувајќи се на тоа, да каква улога би можело да одигра воспоставувањето на центри за кариера во училиштата во овој процес? Значи, воспоставување на кариерни центри ќе биде во сите училишта, бидејќи во некои моментално има, ќе биде одлична можност за сите ученици да уште од мали нозе да си постават некаква кариерна визија, да си трасираат некаков кариерен пат, меѓутоа, уште поважно од тоа да истражуваат кариерни можности, да научат каде можат да добијат информации за пазарот на трудот, каде можат да добијат информации за одредени кариери и исто така да го напоменам последно меѓутоа не најмалку важно практиканството. Значи практиканството е извонредна можност како и учениците, меѓутоа и професионалци кои што се малку повозрасни лутаат во својата кариера како можат да добијат повеќе информации за конкретна кариера. Значи практиканството или следењето на еден типичен работен ден на некој вработен во одредена компанија или институција, навистина може да ни даде многу информации за тоа дали ние би сакале да го работиме тоа, дали ние би се замислиле во чевлите на оваа личност и, например, доколку е работа во канцеларија, дали би можеле да бидеме во канцеларија 8 сати или може би ни треба работа која што е повеќе динамична. Значи, сето тоа ни овозможува да си направиме чек-листа каде што ќе можеме да дефинираме кои се критериуми ни се важни при изборот на нашата кариера. Значи, дали сум личност која што сака да работи индивидуално или може би подобро работам во тимови. Дали сум личност која што сака сама да си ги поставува своите цели или да ги поставува целите на конкретна група. Значи, дали поседувам лидерски вештини или може би сум некој кој што навистина многу добро слуша и ги исполнува целите кои што некој друг ги поставил. Дали може би сум личност која што сака да има креативна работа или на вистина ми одговара да работам со бројки. Сите тие прашања се оние кои што треба да им ги поставиме на децата од оваа возраст, со цел да им биде појасно дека кариерата не е само конкретна професија, туку дека многу повеќе е сет на вештини кои што не носат низ нас различни работни места во текот на нашиот живот. Интересно е што до 2013 година Стопанската комора на Виена спроведува тестирање на учениците од основните училишта за да ги идентификува талентите и вештините што би можеле да им помогнат да го изберат висинското образование или кариера. Какво е вашето мислење за потенцијално воведување слични тестови и кај нас?
Јас апсолутно би се сложила за воведување на некакво тестирање за нели интереси и достигнувања, доколку тоа се искористи буквално за таа цел. Сметам дека е особено важно децата уште од мала возраст да знаат дека во рамки на образовните институции можат да добијат поддршка, да можат кариерно да се информираат и да истражуваат различни кариери, со тоа што доколку на некој начин би се направило тоа тестирање и доколку тоа се направи секако систематски, има конкретни критериуми и се знае кои се целите како резултат кои што ќе произлезат од тоа тестирање, значи не да се тестира колку само да се тестира, меѓутоа да има понатаму институционални реперкусии од сето тоа, значи што се прави со податоците, како понатаму им помагаме на лицата кои што се талентирани и како исто така на пример можеби им помагаме на лицата кои што имаат конкретни посебни образовни потреби. Значи на некој начин треба после тоа да имаме стратегија после тоа тестирање, што правиме со информациите и податоците, како го стимулираме тоа, дали може имаме конкретно тело кое што во училиштето ќе работи со тие ученици, ќе ги стимулира, ќе им дава дополнителни нели предизвици, дали може би ќе ги отвори кон потенцијални нови можности, работа на конкретни проекти каде што ќе може да ги доразвиваат своите вештини. Предприемачките вештини се особено актуелни во последните години, така што дел од тие лица може би се насочиле на некакви размислувања за како понатаму нивните вештини да ги искористат во насока на предприемништво. Сметам дека тоа понатаму би придонело за многу по планско развивање на пазарот на трудот, со тоа што веќе тие деца, кога веќе сме ги детектирали уште од рана возраст, добро би било доколку би можеле да им овозможиме конкретни работни места каде што тие ќе може да ги усовршуваат и да ги надоградуваат тие вештини кои што веќе ги стекнале или талентот кој што веќе го имале, со цел нели да го спречиме огромниот брейн дрейн кој што ни се случува во државата. Промената на кариерата во подоцнешните години е несомнено значаен предизвик за многумина. Прво, дали некогаш е навистина доцна да се промени кариерата и каков совет би им дале на повозрастните кои размислуваат да ја променат кариерата или на оние кои моментално поминуваат низ кариерна транзиција? Ова е едно од моите омилени прашања, без разлика дали е на интервју или во рамки на секојдневието. Би рекла дека транзицијата секогаш е тешка за индивидуата, дури и да сме одлучени и навистина да имаме јасна визија за тоа каде се гледаме и кој е нашиот следен кариерен чекор. Кариерната транзиција е секогаш тешка, како личност која што имала неколку кариерни транзиции, од која што најдраматична беше таа каде што одлучив да напуштам архитектурата како примарна професија, би рекла дека она кое што е најважно е прво самите со себе да си ја донесеме одлуката, да размислиме, нели, јас секогаш правам анализа кои се позитивните и кои се негативните страни на ова што го одлучувам. Може би некој друг го прави тоа. И доколку после тоа одлучам дека сакам да продолжам да истражувам конкретната промена, после тоа го разгледувам пазарот на трудот, што е оно кое што мене ме интересира, кои вештини ги имам јас и дали се тие барани моментално на пазарот на трудот и што понатаму размислувам да направам со таа кариерна транзиција. Значи не е поентата доколку се разочараме од одредена кариера, само да скокаме во друга кариера, поентата е да направиме некаква стратегија, значи доколку сега јас се одлучам дека правам некаква промена, што е она кое што ќе треба да го направам со цел да бидам успешна во таа професија. Еве, на пример, мојата сертификација како кариерен советник, има голем број на кариерни советници во нашата држава, меѓутоа сите ние имаме некаква експертиза и поконкретно сме насочени кон одредена група на клиенти, значи одредени колеги работат повеќе со сериозни искусни професионалци кои што имаат 10, 15, 20 години работно искуство. Некои работат со деца од основно образование, некои работат веќе во кариерните центри, така што сите имаме одредена експертиза и се разликуваме едни од други, иако примарната професија не е иста. Така што најважно е кога правиме кариерна транзиција да знаеме зошто го правиме тоа и која е нашата крајна цел.
и после тоа да бидеме подготвени нели да го изучиме она кое што е потребно за да ја направиме кариерната транзиција, бидејќи кариерна транзиција без надоградување на вештини и знаења е невозможна. Па еве, како кариерен советник сигурно нели се бавите и со давање совети во однос на, на интервјуата за работа, тоа е и дел од вашата Да, работа. така. Е, Така. неколку ваши најважни совети кои што би ги издвоиле за нашите гледачи кои нели допрва треба да имаат интервју за работа или или совети за уиднина. Оно кое што е најважно кога пред да вака ќе го разделам мојот одговор на неколку етапи. Првото нешто е што треба да направиме како подготовка за интервјуто, бидејќи факт е дека за секој интервју треба да се подготвиме. Јас би рекла дека уште во моментот кога започнуваме да аплицираме за одредена позиција, уште од тогаш почнува нашата подготовка за интервју, бидејќи CV-то нели го подготвуваме врз основа на некој оглас кој што го читаме. Во таа фаза веќе треба да истражиме се за компанијата со цел да можеме нашето CV и нашето портфолио да го прилагодиме за потребите на таа конкретна компанија. Значи, не праќаме едно CV секаде, се надевам дека тоа е веќе мит од некое минато време кој што веќе се заборава. Значи, навистина се обидуваме да го прилагодиме CV-то за секоја професија со вештините кои што ги имаме. Сега тоа е првата фаза каде што истражуваме се за компанијата. Во втората фаза, нели, кога ќе добиеме повратен одговор дека сме повикани за интервју, на вистина се подготвуваме за конкретното интервју во таа компанија. Може би доколку имаме позната личност која што работи по истата компанија, би можеле да добиеме малку повеќе информации за тоа кои се условите во компанијата, кои се плановите, која е мисијата и визијата, може би малку поконкретно поврзано со стратешките планови на компанијата за идниот период, за да можеме нели да подготвиме некакви прашања за тоа, доколку не прашаат за кои се нашите видувања за компанијата. Сега, она што е многу важно да го знаеме е дека интервјуто најчесто во најголем дел од компаниите се состои од неколку делови. Првиот дел е нели општиот дел каде што не прашуваат за тоа кои сме ние, која е нашата професионална историја, кои се нашите вештини. После тоа може би преминува на некакво интервју поопшто поврзано со позицијата и конкретни задачи кои што би се очекувале, за на крај да се премине кон навистина по техничкиот дел за нашите искуства предходни и како тие би се аплицирале на таа позиција за која што сме интервјуирани. Она што би им го препорачала на сите кои што се подготвуваат за интервју е детално да ја истражат компанијата, да видат кои се проекти се работат, да видат кои нивни вештини би биле на вистина ценети во таа компанија, за да можат да ги прилагодат нивните одговори и на вистина од нивната позадина да извлечат искуства кои што се релевантни за новата позиција. Знаеме дека преносливите вештини или меките вештини ги носиме од една позиција на друга позиција, така што многу е важно да бидат свесни кои се вештини ги поседуваат, за да знаат како понатаму да ги аплицираат на новата позиција. Она кое што секогаш сметам дека е важно да го направиме на интервју е откако ќе заврши оној кој што не интервјуира, регрутерот, да поставуваме прашања. Значи, не се плашете да поставувате прашања, бидејќи интервјуто е средба на понудата и побарувачката, така што и кандидатот кој што се интервјуира има на вистина право да ги постави сите прашања и да покаже интерес за позицијата за која што е интервјуиран. Поставете прашања за се кое што ви паѓа на памет, меѓутоа претходно подгответе ги за нели тоа да биде да има нели цел. Поставувајте прашања нели за условията за работа, за тоа како се очекува да бидете наградувани, дали има нели повисоки позиции кон кои што може да стремите доколку сте личност која што сака да напредува во хиерархија. Дали може би компанијата ви нуди можности за дообразување, за обуки, национални и меѓународни сертифицирање, дали може би компанијата нуди можност за може би работа од дома, комбинирана работа, работа со пола работно време, дали компанијата нели нуди можности за патување во странство, до усовршување,
што се очекува од вас, значи секако е добро да поставите прашања подетални за позицијата за која што аплицирате. Значи што се очекува од вас, кој ќе биде ваш и дали ќе имате воопшто ментор, кој ќе биде лице пред кое што треба да одговарате, дали ќе работите индивидуално или во тим, дали сте само вие вработени на таа позиција и што се очекува да биде еден ваш типичен ден, значи како би изгледал еден ваш типичен ден на таа позиција или може би типична недела, доколку одговорностите се менуваат од ден на ден. За колку време, да кажеме, би се правил одреден преглед на вашата работа за тоа дали ги достигнувате одредените перформанси кои што се потребни да ги достигнете и кој ќе биде личноста која што ќе оценува вашата работа. Она кое што јас секогаш го поставувам на интервју, мислам како прашање на интервју е зошто вие сметате според тоа што сте го прочитале дека јас би била соодветен кандидат, нели секогаш прашањето ни го поставуваат нас, меѓутоа мене ме интересира зошто конкретно мене ме избрале за да дојдам на интервју и кои се тие вештини кои што ги препознаваат кај мене од читање на моето CV и од дотогашното интервју. Добро е секогаш да разговарате за идеи, доколку имате конкретни идеи за позицијата или некакви предходни искуства од предходни позиции кои што би можеле да ви бидат корисни тука. И она кое што е секогаш важно на интервју е секогаш да бидете позитивни, добро располажени и никогаш да не се чувствувате непријатно, бидејќи доколку интервјуто не испаднало на крај како што сте сакале, тоа е можеби најдобро за вас, бидејќи целта е да најдете работа која што вие ќе ја сакате, меѓутоа работното место да ви биде пријатно. Целта е и вие да се чувствувате пријатно и компанијата да се чувства добро со одлуката за која што за со одлуката за да ве вработи, бидејќи не е целта на крај за неколку месеци вие да сакате повторно да промените работната позиција. Така. И тука се исто така е многу интересно и важно прашањето за кое што исто така еве да дадете еден ваш совет како да се одговори правилно на она епско прашање колкава плата очекувате? Ова прашање е едно од најчестите прашања кои што ги добивам кога подготвувам некој за интервју, без разлика дали е индивидуално или е во група. А, Повеќе слоен е одговорот. Секогаш треба прво да направите истражување за тоа која е платата за таа позиција во рамки на индустријата. Значи добиете информации онлайн или од личност која што веќе работи на таа позиција, прашајте можеби некој регрутер за да добиете некаков оквир, значи некоја просечна сума. После тоа размислете за тоа која е минималната сума за која што вие би работеле на таа позиција, меѓутоа да бидете мотивирани да работите на таа позиција, а која е максималната сума која што може би ве стимулирала. И она кое што го давам како совет е може би да дадете просекот малку повисоко од минималното и може би малку пониско од тоа кое што сметате дека е максимумот и да дадете вие сума од до. Меѓутоа пред да го направите тоа, може би е добро да прашате колкав е буџетот за таа позиција. Зашто многу често компаниите, може би и не толку многу често, меѓутоа странските компании често кажуваат просек на тоа кој е буџетот за таа позиција од до. Сега тука може да прашате од што зависи, нели, колкава би била мојата плата. Дали тоа зависи од искуство, дали тоа зависи од нели, времена на работа на одредената позиција или можеби конкретни резултати кои што се постигнале на претходни позиции, односно портфолиото кажува за тоа. И на крај, бидете транспарентни, значи доколку не сте подготвени да работите за конкретната плата, кажете го тоа уште од старт, бидејќи ќе се види на крајот на денот по одредено време како работите на таа позиција дека она кое што го давате не е максимумот, бидејќи нема да бидете мотивирани. Рековте дека се бавите со подготовка на LinkedIn профилот. Кажете ми, што е најважно, што е оно што треба да се истакнува, бидејќи сега најголемиот дел од регрутерите
Мислам дека и CV-ата дури можеби ќе станат минато. Мислам дека LinkedIn доаѓа до израз и дека според LinkedIn бидејќи од самиот LinkedIn може да се извади CV. Има нели опција да се Да. испринта профилот и да испадне како CV и тоа многу добро CV, мислам да го дава. Јас такво CV имам. А, значи, што е најважно да се истакне на LinkedIn профилот за да нели кандидатот биде ударен во очите на регрутерите. Она кое што сметам дека секој LinkedIn профил мора да го има, доколку нели сакаме да бараме работа преку LinkedIn, првично да имаме нели headline, значи да се представиме која е нашата експертиза, можеби кои услуги ги нудиме. После тоа клучно е да имаме опис на кој или која сум јас. Значи, тука ова може да го направите на неколку начини. Значи, да напишете краток опис на вашата професионална биографија, може би да кажете некаква професионална анегдота која што ве вовлеква во оваа кариера или во оваа професија. Може би да понудите некакви услуги на некаков интерес, користејќи некои маркетинг трикови. Да напишете кратко искуство, може би, или навистина сте слободни во овој дел да се изразите како што сметате дека е најдобро. Би рекла дека најдобро е прво да разгледате различни профили, да видите како се представуваат. Гледајте клучни лица кои што се од таа индустрија и како технички ги продаваат своите услуги. После тоа, оно што е клучно е да имаме навистина детален приказ на нашето вработување предходно. Секогаш е добро да покажувате резултати кои што сте ги постигнале на предходното работно искуство, нели, за да можат да прочитаат потенцијалните регрутери или работодавачи што е на кое што го добиваат доколку би ве вработиле. Исто така е важно делот за образование, едукација, обуки, навистина да ви биде пополнет и да ги содржи сите релевантни обуки и информации за вашето образование досегашно. Клучно е да напишете кои вештини ги поседувате, кои јазици ги зборувате и според мене, доколку немате портфолио на друго место, можете да го направите тоа во помала мера на LinkedIn или во делот на Featured Work да представите некои од вашите најдобри проекти. Оно кое што е дополнително важно е да бидете постојано активни на LinkedIn со цел, нели, знаеме дека search engines многу повисоко не прикажуваат како потенцијални кандидати за одредена позиција колку поактивни сме на нивната платформа, така што е многу важно да бидеме активни покрај сите овие работи кои што досега ги напоменав. Господја Изабела, ова беше навистина проникливо, многу интересно, морам да признаам. Ви благодарам што одвоевте време да го споделите своето знаење и искуство и се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме нели и понатаму на некои други интересни теми од областа на кариерата, вештините и така натаму. Ви благодарам, господине Бобан, на поканата. Навистина ми беше чест и голема благодарност до вас за овој час посветен на кариерното советување и придобивките на истото. Се надевам дека ќе имаме можност во следна прилика повторно да разговараме. А на вас, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. Останете во добро здравје и не заборавајте да стиснете лайк на видеото и да ставите subscribe за да добивате информации за вакви нови и интересни видеа.